Добар ден, господине Ѓорчев. Собранискиот спикер Талат Џафери најави дека на 18 август во собранието ќе биде ставена на точка на дневен ред уставните измени. Меѓутоа гласање за нив нема да има додека не биде обезбедено двотретинско мнозинство. Според вас како можеме да сватиме оваа порака? Оваа порака на Талат Џафери е апсолутно купување на време. Зошто? Затоа што ги немаат бројките, немаат 2/3. Затоа што целата оваа операција тераат веќе 14 месеци од јуни минатата година до сега. Стално велат, нели, ќе најдат некои, па можеби ќе имаат, па се преговара со овие пратеници, со оние, па оволку, онолку, а бројките едноставно ги нема. Бројките ги нема затоа што нема поддршка од граѓаните на Македонија, затоа што нема поддршка од јавности, затоа што ова што тие го предлагаат не е никаква гаранција дека Македонија понатаму нема да биде блокирана и уценувана. Така што власта иде со овој еден политички маневар и кој што јасно е тоа дека ниту е втемелен во деловникот на собранието, ниту во уставот, а политички ги нема бројките во законодавниот дом. Последниот период опозицијата бара предвремени парламентарни избори. Гледаме дека на анкетите рейтингот на власта е во слободен пат. Дали може би овој начин да се тргне на страна тоа барање на опозицијата за предвремени парламентарни избори на есен? Па да, ова е една од желбите на власта да ги менува темите, да се занимава со се, освен што она што е најважно за граѓаните, тоа е корпусот на државни прашања каде што Македонија е понижена и корпусот на економски катастрофи кои што ги гледаме на дневна основа. Власта сака да се дискутира за други работи, а не за предвремени избори кои што ќе значат нејзин сигурен пат. Значи јасно е дека ова е недржливо. Јасно е дека власта ќе губи, јасно е дека владата нема легитимитет, но ти идат по она купи ден помени. Значи, за нив секој изминат ден е можност да се краде. Оваа држава безобразно и секојдневно се краде. За нив секој ден поминат на власт е можност за дополнителни привилегии, за нив секој ден на власт е можност за нови тендери, нови комбинации, нови купувања, нови трансакции и сето останато, но крајот доаѓа на сето ова. Убеден сум, сигурен сум дека ВМРО-ДПМН ќе состави новата влада, а после тоа ќе треба да почне санација на овие ужасни штети кои што се случуваа на Македонија. Со огласувањето на собранискиот спикер, дали можеме да очекуваме дека воопшто овој собраниски состав нема да има ни можност да гласа за уставните измени со оглед на тоа што ВМРО-ДПМН велат дека нивните 44 пратеници нема шанси да дадат поддршка за уставните измени? Па не знам дали формално ќе го стават на гласање. Треба да го стават на гласање и да се види, нели она што сите го знаеме, тоа е дека власта нема двотретинско мнозинство за уставни измени, но нели имаме една влада која што многу не се осврнува ниту на деловник, ниту на устав, ниту на закони, кај нив се е политика и се е купи ден помени. Но она што е важно тоа е дека ги немаат бројките. Тоа што е важно, тоа е дека пратеничката група на ВМРО-ДПМН и пошироката коалиција е апсолутно монолитна и власта едноставно не може да лови во матно. А што е тоа што политички ќе го диктираат заедно Таче Ковачевски, Стево Пендаровски, Али Ахмети, Артем Груби и целата таа нивна дружина, помалку е важно. Важно е дека Македонија покажува желба да живее, Македонија покажува желба да покаже отпор на овие катастрофални политики на власта и како многу пати до сега, да, во историјата состојбата е тешка, но Македонија ќе победи.